Добре. Најпрво сакам да се заблагодарам на членовите на Советот кои што дадоа поддршката за мене, кои што гласаа за мене. Ми представува чест да ја вршам функција, меѓутоа истовремено и одговорност, голема одговорност, бидејќи ќе раководам со болницата за кој што е најголемо, кој што има најголем број на предмети, најголем број на обвинители и по сложеност на предмети е најтешкото обвинителство. Оно што можам сега да го кажам е дека ќе ја вршам професијата честно, совесно, непристрасно, а се до тоа со цел да се зголеми доверието на граѓаните во правосудството. Кои се вашите приоритети, што ќе се залагате во мандатот? Во мандатот се уште не сум седнал јас на функцијата за да знам Кога што се се пријавили, случува. да, сигурно. Точно дека сум се пријавил, се надевам дека треба да видам што има за останато од работа, што треба да се даде приоритет, да видиме со кои предмети, со која тежина на предмети ќе се соочиме, финансиски криминал пред се, злоупотребите. Колку ви доставите програма? Програмата не беше задолжителна согласно конкурсот што беше објавен, толку имаше потреба и таква програма ќе достави. Како ќе одолеете, односно, на притисоци кон обвинителството, гледам дека Па јас веќе 12 години сум јавен обвинител, сум говорел до сега, така да се надевам дека ќе одолеам така. Како коментирате тоа што јавноста кога се пријавите цело време коментираше тоа дека вие сте били обвинител што сте го заставили случајот за поранешниот премиер Владо Бучковски и некако потоа да, и за малата Тамара, и некако потоа Јас не сум го застрел предметот затоа што така беше текот на постапката. Тоа сте го пуштили. Да. И тогаш, затоа што тоа што го направив, дадов изјава и тогаш. И ги објаснив причините зашто сум го направил тоа беше одамна, така да са деталите не можам да ги кажам, меѓутоа кога треба сум ги кажал деталите и со тој предмет е рефериран мислам на највисоко ниво. зборите и за малата Тамара бидејќи Да, и тој значи, тие предмети се чувствителни предмети за јавноста, така да сите тие предмети се реферирани на највисоко ниво, односно пред републичкото обвинителство. Одлуката не е само моја. Имате поддршката од републичката обвинителка, бидејќи таа беше единствена што гласаше единствено позитивно за вас. Ја познавате, работата лично? Сме имале контакти, да, нормално дека сме работеле. Предпоставам зашто ја дала за мене довербата, видела дека јас сум таа лично што можам да одговорам на нови потреби. Дали е така, ќе видиме во иднина.